Па вечера сме собрани со моите сограѓани Прилепчани, со моите соселани Мариовци, по повод промоцијата на хроника за Мариово, напишана од мојот покоен татко Милан Ристевски пред 50 години. Денес вршиме промоција благодарение на издавачот, каде најдовме разбирање во Прилеп. И по тој повод ја се собравиме вечера да кажеме малку и за тоа. Мариово како област, мислам, ви е познато и вас и на граѓаните, на сите, меѓутоа историјата не е позната. Ова хроника е пишувана пред 50 години, кога владата на Република Македонија, после војната, имаше 3 периоди, 3 петгодишни планови. После тоа се одлучи да пишува историја. Арнама историјата не се пишува одеднаш, без документи, затоа што Македонија одамна немала државност. Нашата историја беше украдена од нашите комшии, од Србија, Бугарија и Грција. Тие пишува нашата историја како нивна. Поради тоа, владата реши да направи програма за пишување на хроники, да се собери материјалот, да се изврши анкетирање на учесници, активисти, како во Балканските војни, во турскиот период и во НОП. За тоа сакаше време, макотрпна работа. И затоа од 60-тите години се пишуваат и хроники. А кога ќе се објавуваат е прашање на друг, не на тој што пишува, него на тој што објавува. Кога ќе најде време, така да од 5 напишани хроники на мојот покоен татко, ова е трета која се објавува. Остануваат уште 2 хроники што не се објавени, тоа е за селото Плетвар и за Бакарно гумно, селата на Бакарно гумно, тоа е Тополчен и околните села. Градската библиотека Борка Талески во рамките на својата издавачка дејност ја издаде ова најново дело, тоа е Хроника за Мариово. Навистина едно капитално дело за овој прекрасен крај, за неговата традиција, историја и култура. Градската библиотека продолжува со својата активност во однос на издаваштвото. Во најскоро време планираме да издадеме една многу интересна книга за Шакир Војвода, за кој бил секретар на Толе Паша. Тоа е досега необјавен материјал, се чувал во Ману. Ние успеавме да го добиеме и редактор на таа книга е Славчо Ковиловски. Значи, продолжуваме понатаму со многу активности, со многу промоции и многу настани. Книгата Мариово низ вековите на Милан Ристевски ќе представува уште едно дело кое ќе влезе во ризницата на книги кои што го опишуваат Прилеп и Прилепскиот регион, посебно Мариово. Мариово како една од поголемите области во Македонија, помистични области низ историјата и како конфигурација и една од најненаселените сега области, крија навистина многу мистерии, така да оној кој ќе ја прочита ова книга ќе открие многу работи кои што до сега не ги знаеле за Мариово. Ова е навистина едно убаво и големо дело кое што навистина ќе остави траг за понатаму за идните генерации да го проучуваат Мариово. И немањето на пишани документи за настаните и личностите даваат до знаење зошто прво требаше да се собери материјал, пишани документи, зачувани од собственици, анкетирање на учесници. Поради тоа владата преку Институт за национална историја и преку варијанти преданија според името на девојката на целиот султан Мурат I Македонија, вклучувајќи го и Мариово. Султанот иако стар, се уште многу ја сака. Длабока жалост попуштил и таквата почит во својата сакана Мариово, а турците ја викале и Мариова.
Държавното е гарантирано дека е олег кој што го потврдите повеќе работа на друг. И тој друг може да се заврши својата работа кога сака и кога ќе најде сходно. И еве, по 50 години, во опишувањето да биде време, и ова хроника да види сонце и да зима приготов Петар Петерски. Од мене толку, а од Бога повеќе. Благодарам. И трилогијата Поречен за историјата во 1582 година. Поздрав и благодарност до сите вас присутни. На нова. И првите 3-5 годишни планови владата Христовски, алектирано од мене. Драги гости, пријатели и роднини, со села Љубомирило